Елизавета, добро утро, не знам каде си, но се надевам дека имаш интересен соговорник. Добро утро, секако, како и секогаш имам интересен соговорник. Денеска се наоѓаме во училиштето за слепи и слабовидни лица, а во продолжение ќе имаме можност да разговараме со директорот Бобан Спасинцовски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Тука сме за да го одбележиме меѓународниот ден на белиот стап. Верувам дека поголем дел од јавноста знае дека 15 октомври токму го одбележува овој светски ден. Меѓутоа и по тој повод за нешто подоцна, можеби еден час од сега, ќе се случи тука и примопредавање на донација на овие врати кои што ги гледаме позади нас, и не се само овие, јас морам да споделам, врати кои што се нови и кои што ги заменија оние многу стари и скршени врати кои што навистина не ги задоволуваа условите за престој. Како се случи оваа соработка и од кого е донацијата сега? Така. Значи, тука се наоѓаме моментално во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов. Ова е ученичкиот дом, каде што напорно работиме секојдневно за да можеме да го оплемениме и да го уредиме на децата да се чувствуваат како дома. Сепак овдека го поминуваат денот, попладнето, вечерта, ноќта, месецот, годината, нели, би сакале да изгледа како што треба. Ова е новото нешто што е после толку години, после многу години навистина со едни руинирани врати каде што навистина постојано има, не се затвараат добро, има промаја. Сега може да се пофалиме благодарение на Вардар клуб Lions, кој што ни ги донира овие врати, значи ни донира 13 врати, малтене ни го збогатија целиот ученички дом со нови врати. И тоа покрај вратите, што е она што друго ви недостасува? Ние имавме можност пред вклучувањето во емисија малку и да се прошетаме, забележавме еден понов и поуреден дел, меѓутоа еден малку постар дел. Дали ви се потребни повторна донации, дали можеби соработувате и со надлежните, со министерствата? Токму така, значи јас би сакал да се обратам на сите моментално што ја гледаат телевизијата Слободен печат и воедно да ви се заблагодарам што дојдовте да не посетите. Би требало сите, нели, да го следат примерот како на Вардар клуб Lions и да ни помагаат за овие дечиња овдека. Меѓутоа, ние навистина не може да се пожалиме, имаме многу пријатели кои што доаѓаат и многу луѓе кои што сами доаѓаат и се нудат да ни помогнат овдека. Значи, го уредуваме дворот, го уредуваме ученичкиот дом, ги уредуваме училните. Имаме доста донации како играчки донирано, кажав, уредување на дворот, кај што навистина поминуваат луѓе и гледаат како ние напорно персоналот работиме и сите сме заедно тука и викаат: директоре, вие сте директор што работите паралелно заедно со нив. Така да, навистина, може би се осеќа таа енергија и ни приоѓаат постојано луѓе, како што дојдоа и Lions клуб Вардар и ни рекоа дај да ви помогнеме. Значи, во иднина би било добро да, мислам дека тоа ќе го разгледаме повторно со Lions клуб Вардар, каде што ќе им донесат тактилни патики, тоа е многу битно за дечињата, каде што може да се движат, нели, да го најдат точно правецот до својата соба, до својата училна, до кујната, нели. Уште многу други донации, меѓутоа се надевам дека ќе го слушнат, нели, гласот и ќе дојдат до нас, ќе не побараат и ние ќе им објасниме каква е состојбата. Дечиња моментално се тука згрижени, со оглед на тоа што овде, како што и вие кажавте, функционира како ученички дом, меѓутоа тука има и редовна настава, не е само преноќавиште. Така. Во нашето училиште има 50 дечиња, 51 дете, од кои што 30 се во основно училиште, останатите се средно училиште, значи ние сме училиште со основно, средно, нижо музичко и ученички дом. Така, кажете ми како функционирате во време на корона? Еве, ова е прашање кое што навистина ги засега, можеби и гледачите се интересираат како функционирате со оглед на тоа што има и дел каде што се приспива, дел каде што се јаде, има блиски контакти. Дали е дозволена посета за дечињата кои што тука живеат на некој начин? Токму така, значи се трудиме да го редиме се за здравјето на сите нас, нормално, најпрвенствено за дечињата. Меѓутоа ги следиме протоколите. Се надевам дека успешни сме за сега, затоа што
разговараме со родителите што ги оставаат учениците, имаат посебен дел каде што може да престојуваат за да не имаме мешање. Посетата е дозволена, меѓутоа со строги правила со мерење температура. Секаде во секој дел, пошто овдека се 4 згради овој ученичкиот дом, административна зграда, средна зграда за среднистите и основната за основните. Секаде на вратата се поставени се препораки за движење, за мерење на температура, дезинфекциони средства, нормално во кујната исто така. Мислам дека сме добро уредени и дека постојано апелираме до повозрастните, до наставниците да работи совеста, да се зачуваме и да можеме да продолжиме да работиме со физичко присуство. Така би прашала и околу капацитетот. Споменавте 51 дете дека е тука во училиштето, дали е тоа максималниот капацитет или да речеме има и други заинтересирани деца кои што се слабовидни или потполно слепи, кои што можеби не можете да ги примите поради капацитетот, дали постојат и други критериуми за упис како што е во другите училишта, например оценки успех? Не се работи за оценки за успех, значи овдека може да се запишат учениците кои што имаат оштетување, кои што имаат оштетување до 60% на видот. Тие се, значи, и нормално скроз слепи. Ние изнаоѓаме начин да ги пронајдеме тие дечиња нормално преку медиуми, преку комисии организирани од училиштето, каде што сме во потрага, меѓутоа не можеме да ги натераме нели со силата дојдат во нашите училиште, затоа го уредуваме нашето училиште на ваков начин за да видат дека ние сме навистина сериозна установа каде што и сме сериозна установа затоа што нашите деца, затоа што имаме деца кои што ги описменуваме, а описменуваме се затоа што имаме сериозен персонал кој што навистина се грижи за овие дечиња. Така, меѓутоа тука има и дел од најмала возраст, како што спомнавте, и првачиња има, кои што навистина се многу мали деца. Дел од нив дури сега ја учат техниката како да се движат во просторот. Тоа е тоа што ова училиште им го возможува. За колку време оваа техника ја изучуваат? Овие дечиња, еве сега имаме прваче едно кое што навистина е многу талентирано, многу паметно и многу брзо се развива. Сега го сознава Браевото писмо, каде што ги учи буквите. Јас имав прилика и го посетувам често, го напишам моето име на Браево, така да многу брзо се развива. Движењето во просториите, во училните и надворешниот дел, имаме професори за ориентација, каде што навистина, еве, денес, нели, по повод на Белиот стап, ќе имаме мала приредба, ќе имаме неколку настани, тоа е настан во голбал, настан во шах. Значи голбалот е игра каде што нели оние што се слабовидни ги врзуваат очите, тие што се слепи играат тројца на тројца, ја фрлаат топката со звонче. Шахот е нормално со пипкање, со точки, браеви. И ќе имаме навистина многу настани за повод овој ден. Така, има ли голем интерес? Знам дека тука во ова училиште се изучува и физиотерапевтска струка, се изучува, како што кажавте, и нижо музичко училиште. Има ли голем интерес токму и за физиотерапевти кои што потоа би се развивале, би изградиле и кариера без оглед на нивниот хендикеп? Токму така, значи тоа е една од струките каде што навистина ние на многу високо ниво, благодарение на професорите кои што работат со нашите ученици и постојано имаме голем интерес на учениците да се запишуваат за масер терапевт. Со тоа навистина овие дечиња преку додирот со прстите, осета нели што ја имаат чувството, навистина се успешни. И затоа имаме примери на деца кои што се редовно вработени во клиники, во некои приватни установи. На Бубан, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Уште еднаш ви го честитам меѓународниот ден на Белиот стап и посакувам успешна понатамошна работа. Се надевам дека следниот пат кога ќе дојдеме ќе биде целиот простор изреновиран, секако и со донациите на општествено одговорни компании и хумани луѓе. Ви благодарам уште еднаш и ги повикувам сите луѓе кои што се хумани да дојдат да не посетат и само да не посетат.
Тоа сигурно ќе им годи и на дечињата, сигурно сакаат да се дружат и да запознаваат нови луѓе. Со ова вклучување од домот и училиштето за слепи и слабовидни лица, ние го завршуваме денешниот предвиден линк. Следуваат дел од останатите содржини во студио.